Уште една собиранка спречена во викендица во Тиквешко. Изутрината на околу 2 час по полноќ полицијата упаднала во викендица лоцирана на местото викано Брушанска и затекнале 14 лица. Најпрво во куќата биле само 4, се изненадиле од малиот број кој според нивни сознанија бил многу поголем. Дополнително направиле проверка во близина и на викендицата. Обидот на младите лица да се сокријат од полицијата бил неуспешен. Пронашли уште 14 млади луѓе, меѓу кои и сопственикот на викендицата. Ова не е се. Изминатите 24 часа во станица завршиле кавадарчани и струмичани кои се журкалено и свадбари од Кочани. Ден предходно вистинска драма се случувало и на улицата Шукри Шаин во Кочани, каде што со полициска интервенција е прекината свадбена прослава. Во станица завршија младоженец, свекрва, свекор, но и родителите на невестата. Од свадбарите единствено таа била поштедена од полицијата и било дозволено да остане и во новиот дом да си го дочека младоженецот, кој откако дал изјава во полиција бил пуштен. Сватовите за Алфа велат дека тоа не било и класична свадба, сакале само да си ја земат невестата и да ја однесат во новиот дом. Но се направило гужва откако соседите излегле да ја видат пошто некој ги пријавил. Деновиве зголемен е бројот на вакви полициски акции. Кривични пријави за непостапување според здравствените прописи за време на пандемија заработија и 8 струмичани, кои организирале забава во приватен стан. Наспроти споменатите градови, свадби речиси секојдневно се прават во Скопско, Визбегово, Тетово, Гостивар, но и ретко читаме за нив на полициските билтени.